Какво си ми добър? Добре. Така къмо е тръгна? Ще поя до ова Исраич. Добре, аз съм Зоран Новинар, що ни повие наши весела заборавени. Да, дойди. Певе, дойде Иво. Иванче ще да направим една репортажа. Ама ете и с него ни дойде, а? Да, ова. Благото ова. От коя фамилия си? От Ристарски. Колко мина сега сте от село? 10 души. 10 души, а? Така, хайде бъркай си работата. Влези. Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи за мир од небото и за спасение на нашите души. Да се помолиме на Господа. Господи Господине Ристарски, еве продукцијата Маријова филм се наоѓа во селото Иванчишта, која се распостила во областа Копачија, во западниот дел на Република Македонија. Вие сте овде родом, од овде ви е потеклото. За време на вашиот животен век имате издадено неколку книги, меѓу кои е во припрема на печат и книгата посветена за родословот на селото Иванчишта. Ке може ли малку така да речеме, поопширно да се присетите за сите оние исторички документи и сите оние преданија, легенди за селото Иванчишта, каде се наоѓа тоа, како го добило името, кои се најстари семејства во селото Иванчишта, кои му се соседни села, кој му е летната слава, како беше животот пред 30 и кусур години и како е денеска. Се редуваме во храмот посветен на великомаченикот Свети Никола, на кого е посветена оваа црква. Јас и во оваа црква сум крстен како дете, ме крстил свештеникот Мирче од село Ехловец, кој се запопил во овој храм во 1942 година во време на војната. Имам доста работено на оваа материја и затоа го посветив и трудот на приказната за селото Иванчишта. Јас своето кажување ќе го почнам со мотото на мојата книга, која заедно со мојот брат работевме ја историскиот дел, а тој го работеше за селаните и од ова село. Сакам да кажам дека почнувам со мотото: има многу места каде можеш да одиш, ама има едно место каде можеш да се вратиш. Тоа е нашето село Иванчишта. Значи можеш секаде да одиш, но само во ова село можеш да се вратиш. Тоа е едно мото кое го врзува ова село, кое е едно од поголемите села во Копачијата. Во времето имало околу 80 до 90 семејства, но за жал миграциите донесе да ова село би со смален број на жители кои денеска живеат во ова село, особено во зимскиот период. Во летниот период доаѓаат граѓани кои поминуваат летниот период и овде псојуваат. Селото има голема традиција. Ова село е составено како конгломерат од повеќе жители од разни места. Спомнавте за неговото име. Селото Старо село, уште во 18-тиот век било од другата страна од ова западно, од ова во местото селиште, односно
према Кановец, према Млакана, тамо било старото село кое се смета дека броело околу 300-400 куќи, каде многу невести, многу девојки воделе оро, се обработувала земјата, сточарството се развивало на патот кој водел за Кожажик во Светиот град, каде е роден татко му на Кемал Ататурк во тоа Светиот град, кој поминува токму во тоа село. Меѓутоа, како доселе времињата, како носело времето, разни разбойнички банди од Дебарскиот крај поминувале и ги палеле сите христијански села, меѓу кои настрадало и тоа село, селиште, кое е било од другата страна на ова село. Жителите кои може да се скријат тогаш во познатата пештера во Калинадупка, која е на Ехловечкиот дел, меѓутоа им ставале слама и се задушувале и луѓето умирале. Некои кои успеале да се проживеа, да се спасат од таа наезда на тие зулумчари, бил еден кој се склонил во Русија Колиба. Тој се викал Иван. Тој после известно време приметил на полето меѓу по покраста дека чури нешто во зимскиот период, отишол тамо и тамо нашол еден свештеник поп со своето семејство кој бил тука. Во разговорот со него дека тој истиот свештеник бил побегнат од Рим, од кај Струга, од Албанија, од таа наезда на тие нечисти банди кои доаѓале на овие простори. Во разговорот се договориле каде да се населат. Иван, по негово име е начено и ова село Иванчишта, а додека тој поп отишол во селото Поповец, а неговиот брат Малко отишол во селото Малковец. Така се создадени овие три населби во Иванчишта, Поповец и Малковец. Меѓутоа сега се вратиме на селото Иванчишта, кои дошле од оваа страна. Според моето истражување, пронајдов документи од 15-тиот век, кои говорат во турските дефтери, кои се сачувани од 1468 година и 1568 година, кои зборуваат точно за овој период на живот во овие предели. Имено, тогаш се спомнува дервенчиско село на овој дел, кој го чувал патот, дервенот, за селото Кожажик. Тој бил на другата страна, каде е денеска сочуване на мала црквица, посветена на великомученикот Свети Танасија, и таа мала црквица е изградена, според мои проучувања, некаде од 17 век, кога можело да се изградат цркви во турскиот период само за 24 сати, да се подигне мала крстилница и тоа. И таа е разрушена, руинирана, но се прославува Свети Танасија на 31 јануари секоја Божјо лето. Сега тука има една легенда, луѓето од овие краеви оделе во Елбасан, оделе во Албанија по масло, по газија, немало електрична енергија, по риби, оделе за славата да донесат во тој период за Свети Танасија. Меѓутоа, на патот за соседното село Врбјани, со чијатар се граничиме со Врбјани, тоа е некаде околу 15 минути и пешки да се оди до границата со селото Врбјани. Меѓутоа тамо тој простор Бигришта го викаме. Во зимскиот период коњите, караванот кој одел тамо, смрзнале тие што носеле тие масло, шеќер и други работи, и тогаш, место да биде прослава, станало трагедија за овој крај. Сега, веќе кога зборуваме за конгломерат на овој простор, од кај се луѓето доаѓале. Рековме
прво тие биле дервенџите и се сметат дека најстари што го чувале тој дервен, околу 10 семејства биле од Кацуровци. Кацуровци, тоа е мало према некрополата кога се оди, тоа е мало Кацуровски и затоа секоја година кога го славиме Свети Јован Крстител, на прво место и ставаме ними како носители на ова село Кацуровци, кои први дошле и тука се населиле тие Кацуровци на овој простор од денешно село Иванчиште. Во ова село дошла фамилија од гостиварското село Џонојца. И таа фамилија се населила во овој дел, му дале на тој што дошол жена од Кацуровци и така се зголемила таа фамилија и тие заедно, Џоневци и викаме, тие Џоневци го славеле Свети Јован Крстител заедно, се до 1954 година, кога се одвојува крстот Џоневски од Кацуровскиот крст. Понатака легендата зборува дека ја што припаѓам се малото од Жван. Мојот дедо кој зборуваше за тие настани, дека сме дојдени некој спасе од селото Жван, дошол во Иванчишта, исто му дале невеста да се ожени и тоа е посебно мало, некаде околу 20 до 30 куќи се зголемила во тоа село Жванковци. Ние денеска имаме таму подигнато дом за прослава на водици, заедно славиме и скоро може да се рече дека целото мало Жванковци се на некој начин роднини, фамилија од истото мало Жван. Во ова село Иванчишта се доселиле после палежите во селиште и во другите села на другата страна, дошле фамилијата Јанчевци, од селото Јанчев. Може да приметивте една куќа која има надписи од војната, тоа е иста градба како што е во селото Јанчев, со истурени чардаци, со нагласена архитектура, слична на она во селото Јанче, тоа е мијачко село. Тие се 2-3 фамилии дојдени и од тие 2-3 фамилии се прославуват, се формират цело едно мало Јанчевско, мало Јанчевци. Значи и денеска посебен крст има Јанчевци. Исто тука во тоа село се дојдени овде Иванчишта и Гајтановци, кои успеале да се спасат во таа наезда на тие банди, крчачки банди кои доаѓале на овие простори. Значи така е формирана оваа населба Иванечка, населба која е под планината Стогово. Се граничиме со селото Врбјани, се граничиме со селото Поповец, се граничиме со селото Екловец. Со селото Екловец имаме многу блиска соработка, затоа што на овие простори на Стогово паселе преку 20-30 илјади овци. Само познато е дека само Ѓурчин Кокале имал 20.000 овци, кои заедно со султанот пил кафе во Стамбул, бидејќи му е хранил војската со своји подароци на овци и така натака. Славна Дебарца, Темикиша и Копачија. Таа е една територија каде што надалеко е позната како најславедарска, затоа што во овие краишта, почнувајќи од Александар Македонски, па Симеоновата држава, па за време на Отоманската империја, тука започнува во 1890 година и пред тоа
македонското револуционерно движење. Овдека во селото има едно спомен обележје од 5-6 души партизани кои што го дадоа животот на ударот за независна Република Македонија. После Разловечкото и крстенското восстание 1976-1978 година на овие простори во Западна Македонија имаме познатата Брсечка буна 1880 година. Ова буна демирхисарско-кичевска завера се викат, вродила со плод во тој период, иако викаме буна без крв. Не е водел Илија Делија од Илино, демирхисарско, но заменик му бил Анđеле Танасковски од селото Цер. Анđеле Танасковски е човек кој е човек со два гроба. Тој во борбата со Аскерот турски загинал во селото Душукубица. Кога го пронашле телото, му ја сечена главата и да ја однесат кај султанот, односно кај везирот, кај судијата во Прибилци, му ја сечена главата и однесена и е сакрена тамо и не се знае каде е. Анđеле Танасковски. Значи, од тогаш почнува револуционарната организација со формирањето на внатрешната македонска револуционарна организација. Веќе во 1896 година веќе имаме формирано внатрешна македонска револуционарна организација во Кичево. Таа се формира во манастирот Света Благодевица Пречиста. Неа ја формира џаконот Јосиф, кој е родом од Крушево. Таа организација се развива и кога дошол Лука Джеров, после Смилевски, после дошол во 1897 година на просторите во Кичево, рекол, веќе најдо формирана организација. Во таа организација бил и поп Стојан од селото Подвис. Поп Стојан од селото Подвис дошол на овие простори да ја развива таа организација, таа дејност во времето пред Илинденското восстание. Во селото Екловец доаѓаат македонски револуционери од Охрид и доаѓаат и Сугарев да бил учител во 900 година во селото Екловец. Ѓорѓи Сугарев ја развива таа организација и во селото Иванчишта. Веќе имаме формирано на селски чети на овој терен кои делуваат во борбата со осмалите, особено да напаѓаат турската кула во селото Извор. Таа била турска кула во селото каде се собирале и обстојувале тие турски војски. Во таа борба, после борбата кај Илинден, во Кичево, нападот на 2 август 1903 година, имаме напад дел од војводите, особено војводата Наче од селото Лавчани и Арсо војвода од селото Подвис, доаѓаат на овие простори во селото Извор, а четите, така речено, борбата со Аскерот започнува од селото Екловец, кога го убиваат тамо сејмените и убиваат во селото Екловец, а и даваат наредба и во селото Иванчишта, така да селските чети тргнуваат према селото Извор во таа борба. Но и тоа Аскерот е нормално посилен и тука страдаат многу борци од кичевскиот дел, а особено Пампурот од Иванчишта, од Скакаровци. Турците го фаќаат и ме кршат главата камен со камен. Тој бил толку храбар и рекол, глава правела, глава нека тргат. Значи така толку бил храбар кога починал во овие борби во селото Извор, брејчија таа напаѓачија таа кула. Илинден е познат во овие краеви, заедно со Дебрца, со другите краеви, со Издеглавје, со местната, со Копачијата, особено со кичевскиот дел, со Крбуница.
кога се води она борба кај местото Ѓурѓејца. Таа е единствена битка добиена кај Ѓурѓејца, затоа што Арсо кој бил во одбрана на ова чета, а доаѓа и Јордан Пиперката кој бил во Димихисарско, помогнал, успеал да разбија таа борба во Ѓурѓејца и да и вратат турците да не одат кон Крушево и да го освојат тој дел во илијскиот период. Ова традиција се врежува во овој народ, кој е револуционерен народ и ќе продолжи во текот на Втората светска војна, како што продолжи на сите краеви во нашата Македонија. Овдека во твоето родно место имате спомено белешје, има партизани, може ли да ни ги наброите по име, по презиме? Селото Иванчишта зема активно учество во текот на Втората светска војна, во народната војна, затоа што по одржувањето на седницата во Тетово на Централниот комитет и на главниот штаб била донесена одлука за да главниот штаб премини на ова територија, бидејќи италијанскиот окупатор бил као послаб окупатор, тој не правил големи зулуми на овој терен, иако бил како окупатор. Затоа и не се ни качувал горе во планинскиот предел Лопушник, каде тамо е сместен главниот штаб, и тука е донесена македонската печатница Гоце Делчев и тамо работи, и тука загинува за жал македонскиот поет и револуционер Кочо Расев. Печатницата или базата на главниот штаб, што ја викаме ние во местото Лопушник, ја снабдувале овие луѓе кои со товари и храна носеле во Лопушник на партизаните и на главниот штаб во Лопушник. Ова село се вклучува со своји партизани во текот на овој период, особено по формирањето на Кичевско-Мавровскиот партизански одред, кој е формиран 21. мај 1943 година во местото Лопушник. Во тој одред имаме доста партизани, меѓу кои нескромно да се каже дека и татко ми е еден од партизаните кој исто преживеан од борбата на Буковик, која тешко се го погодила условното движење, и други дејци, борци од овој крај. Одредот, напаѓајќи на овие простори во окупацијата, сечала телефонските линии, рушила мостови, престојувала и во селото Иванчишта, овде каде одредот се фотографирал на овие простори, се нахранил и продолжил према другите, према Лавчани, према Добреноес во борбата за ослободување на градот Кичево, кој е ослободен на 11 септември 1943 година. Град кој е 6 пати ослободуван од рацете на окупаторот, град кој е меѓу првите слободни градови и слободна територија на цела Западна Македонија. Борци од ова село заминале и во завршните борби за ослободување на нашата земја на Срепскиот фронт, каде има тамо и доста загинати, меѓу кои синот на Стојаница, Девчо Ристевски, Чичко Димитријат, кој е тешко ранет на Врполје во завршните борби за ослободување на нашата земја. Помина речиси 30 години како патувам низ Република Македонија, почитувајќи ги нашите заборавени села. За овој временски период имам поминато 1670, заедно со денешното селото Иванчишта, кој што се наоѓа во Кичевијата, во областа Копачка. Еве тука се наоѓаме во твоето родно село, да направиме една репортажа по повод 150 годишнината од изградбата на црквата Свети Никола, да ми се представиш твоето име и презиме, од која галабија си, како се викаше таткот, и мајкиот, и дедот, и баба ти, од каде ти потекла сопругата, и да го накратко да ми го раскажеш твојот животен пат, твојата животна сторија.
Како прво, Зоран, мило ми е, малце изненадување вака што дојде во селово. Емисиите ваши ги гледам претежно. Иначе, јас сум Костадин Мицковски, од село Иванчишта. Од татко Иванчо, мајка Роска и двајца браќа, едниот ми е покоен помалиот и постариот брат Гоце. Жена ми, нека се представи самата таа е од Струшко, Вранишка сум, од Струга. Од која фамилија? Од Ничевски. Од Никола и Евгенија. Така, значи од татко? Од татко Никола, од мајка Евгенија. Така. Ничевски. Мајката и од кај беше по потекло? Од Вранишче. Исто од Вранишне, така. Да. Ај сега вака едно пред да го продолжиме разговорот со твојот домаќин, ќе може ли да се присетиш како се запознате, пред колку години, која време се зедовте, дали тоа беше зима, пролет, лето или есен? Беше лето во август, 6 август. Така, Се зедовме, дојде на Сисвети Костади и се запознавте. така. Вранишче. И така испадна се зедовме. Те дала бегалка со свадба? Со свадба, после на свадба во Моја Иванчиште. трчаше беше. по мене, не е бегалка. Да. Ова сега да те прашам. Кога дојде овдека во Иванчиште, како се чувствуваше? Имаше и свекрва, и свекор, имаше и дедо по твојот сопруг. Не дедо. Свекор свекрва. Така. Можете да направиш една споредба, кога имаше повеќе намус, почитување во твоето време? Ете, ти си исто така старата свекрва и твојот сопруг е овој свекор, или во денешно време од младите према постарите? Па порано беше така, намус има и луѓето. Дур не дојде дома, Костадин, ја не излегов да се видиме. Така. Му реков, брат ми е дојде од Австралија, дојди ќе се видиме. Така. И така. Се сменија времењето што га старите, туку вака сега. Има една стара песна, Туѓината пуста да остане, таа од либето ме оддели, или како беше една песна, возот браќа трнува право за Германија, или многу песни има испеено за Австралија. Може ли овој да ми ја кажеш, пред отидеш во Австралија, што работеш одека, што имаш завршено, основно, средно, занадли, што имаш, како имаш, што ви га старите? Па види, пред да ода Австралија, 70 година од Кичево се пресели, да речем, до 15-16, до 15 години бе во селово. После 8 деление отидов назад во Охрид на 15-16 години. Работев Шегард, Калфа, Шнајдер, кројач. Така. После имав, да речем, положено, па отворив мој дуќен, самостален газда, да речеме, мајстор. И 88 година, благодарение на братот на Шурата, да речем, братот на супругава, тие беа појдени се многу поодамна таму, ни направија документи и отидов на 88 година во Австралија, поточно во Мелбурн. Може да се причислиш како беше кога отиде прв пат? Туѓа земја, туѓ град, голем град, јазик не познаваш, англиски не го знаеше, освен Шурата што се вика. Види се, времината како што рече нагло се смена, ама сепак пред 32-3 години, 30 години, тоа е еден, така речено, еден долг период. Ко појдоне таму беше многу интересно. Интересно беше, можеше да се најди, сепак, да рече, го фатив јас тоа време, можеше да се најди работа, додека сега не е ни најмалце како што беше пред 30 и кусur години. И како е тоа на жало и тагој. И кој ќе си воиш, и кој ќе се видиш, и кој ќе се враќаш, пак кој ќе се враќаш назад. Значи, комплицирана работа во однос на разделбите фамилиарни, да речем. И како велја тоа на носталгична работа, ево имат 7-8 години веќе, кај што сум тука, ама
како што реков преска, едно се годи, друго не се годи. Децата ми се таму. Имам син, две черки и 9 внуци. Сега малко ќе може ли да ви ги спомниш, по име, по презиме, твојот син, твојата две черки, зетовците, од кај се, што се, како им е името и презимето? Да. Син ми е од жената од Струга, од Вишни е несната. Како му е името? Мирјана. Златко. А на син ти? Златко Мицкоски. Така. За Мирјана се презимеш. Колку внучиња имаш од тој син? 6 внуки има. Најголемата 17 години е. Изабела, Сара, Елена, Меланија, Калина и Софија. Така. А другиот син кој ти се вика? Овој черките, да. Руска. Така. Зети? Рики. Така. Кристина и Дилан. Така. А зетот од кај ти е? Од Нерет. Од Нерет. Така. Неретско. Како му е името? Рики. Така. А пак од другата черка? Климе, маđarovski, од Марушча. Весна се вика черката, мажена во... Едно дете е Лазар име, Лазар се вика. На кој поќе се радуваш? На првото или на сугарето момче? На сите. Прстиве си ме болет на сите. Така. На сите. Ова за да ми кажеш, во Австралија имате ли црковна општина? Во градот, Сиднеј беше така? Мелбурн. Во Мелбурн, да. Како сте немале, имаме све, сите услови. Сите услови. И на црковен, да речем, пат. И демократски. Едноставно, во Мелбурн може да речем, да не ме фатите за збор, најмалце имат 20 цркви македонски. Се гледате ли за празниците, за славите, како е организиран културниот, забавниот живот? Ти се радува ли душата или ти поплакува кога ќе чуеш македонско девојче кој ќе се игра тешкото или па кога ќе те поканат на свадба, на крштевка, на веридба, за слава, празник што се вика? Види, пред кога појдов таму, да ви кажам искрено, ево, ова е што се вика јавна слика. 88 година кога појдов во Престон на селбата, таму живеам 10 години и после 20 години, сега кај што сне Томас Тел. Кога видов во црквата Свети Никола во Престон за Божик или за Великден, да речем едни од двата најголеми празници, верски и македонски, па застанав и се прашав, си велам, каде е Македонија? Ако речам дека најмалце 3000 народ во очи на Божик, 3000 народ, улиците ги стопираат полицијата да не све со коли да влагаат, да излагаат затоа што голема гужва, многу народ. И тоа беше за мене вистина нешто несфатливо, си рекол мајката, овие луѓе за колку време од Македонија дојдо тука во Австралија. Да не правиме мува, бе, јас го зборувам она што сум го видел. После со тек на време, некако работите не одеа на прав пат, имавме така речено, ајде да не се мешам, не е ни моја работа. Имавме големи проблеми во црковниот живот, да речеме, туку судо едно друго, поделби, разделби. И сега моментално не е ни 20% како што беше пред 30 години. Така. Ова за да те прашам. Рече дека имаш 9 внуци. Да. Знае ли некоја македонски? Сите македонски зборуваше, не сме наше дете внуче да не знае македонски. Сите и сака да тука. Ова да те прашам. Која песна те погаѓа повеќе, домаќини и добри гости ти дојда? Возот браќа тргнува или Австралија пуста да остане? Домаќине, пубава та песна некако годи, него јас да бида сега вака, да не биде погрешно сватен.
Не сум пишман што сум ошол во Австралија на времето, не сум пишман што сум седел толку време. Сега, како што реков, на едно се годи, друго не се годи. И ако не беше Австралија, немаше да бидем онај што сум. А ако не беше Австралија, може ќе бевме со децата тука заедно, посиромашки, ама заедно. А сега, кој што реков, не, едно е во добра насока, друго не, ќе тераме, како е речено така. Кога да се радува повеќе душата, кога ќе се чуете на Вибер, преку Скайп, преку интернет, со нучината или кога ќе го исклучи телефонот? Кога ќе се видиме. Ја зорам на сабален сат го вџешва телефон веќе што зборувам со сите. Не можам да се задоволам. Одавде со песни, со мала имаме 7 месеци со најмалата сина. И само пееме песни. Што да правиме преку видео. Ајде една порака до сите нации, наши селеници. Било во Америка, било во Австралија, било Канада, било во Русија, во Азија. Дали е добро? Ако ништо појќе, барем еднашка, да си дојдат, да се вратат назад, да видат кај е огништето, каде е прадедото, каде е прабабата, каде е роден татко им, мајка им, затоа што вика старите убаво место од родната земја, како што е ова наша Република Македонија, од родното село, како што е селото Иванчишта, ама нема никаде. Да не испадне нешто како на фалба, јас, например, во тие престој 30 години нешто, во Мелбурн ме познаваат доста луѓе. Бев, комуницирав, така бев отворен во црковен живот, во заедници, во парти, друштва, организации, игрорни групи, значи не бев така речено затворен тип да седам дома. Има многу за поздравување, едино можам да му препорачам вака сега кој ќе ме види, како може шо побрзо да си дојдат, од овде подобро нема. А за тоа кажуваат, затоа што ево веќе 7-8 година јас сум тука ностоп, одам далеко од тоа да се вида со фамилијата, со внуците, со децата мои. Али побоа овде нема. Како прво, сакам да ви се заблагодарам што дојдовте во село Иванчишта да снимите една ваква прекрасна емисија што ќе остане со години да се прикажуваат нашето село во цела Република Македонија. Јас сум Иван Јовановски, татко Русе Јовановски, мајка Нада Јовановска, мојот дедо по татко ми Трајан Јовановски, татко му на Трајан бил Стојан Јовановски, а на Стојан Стојановски бил татко Јован Јовановски таму, така натака. Благослови, Владико. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух. Мојот мотив за да бида на ова село како начело на црковниот одбор беше, ние бевме избрани на 2017 година како црковен одбор. Црковниот одбор брои 14 членови. Ние така се поделивме како од секој крст, водичарски крст, по 20 членови, да бидиме што повеќе, да можеме да придонесиме повеќе и за црквата. Мојот мотив за ние што прифативме како црковен одбор е да нешто повеќе да придонесиме за црквата во селото, бидејќи црквата беше така малце
позапоставена подолго време. Претходните црковни одбори сепак нешто работеле, али во помал дел колку што можеле направиле. А ние така донесовме на таква храбра одлука што одлучивме овај храм Свети Никола да го направиме еден од многу поубавите храмови и во околината на нашите соседни села и општо насакаде. Ние за овај храм се договоривме да ја препокриеме црквата, да ја препокриеме исто тремот, да направиме фасада, бидејќи фасадата беше доста оштетена, истото тоа го направивме. Направивме фасада и на кампанаријата, што се наоѓа во склоп на црквата, и одлучивме да ја изградиме околу една многу убава ограда со камен, која што ќе краси црквата и ќе биде многу трајна со векови. За сите што патуваат по земја, вода и воздух, заполните страдалците за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Што е тоа што ме влечи во Иванчиште? Мене не повеќе ме влечи во, бидејќи сум ја тука роден и јас сум соживеан со ова мое село и многу ова родното огниште ме влечи. Бидејќи овде биле дедо, предедо и понатака, живееле овде, се хранеле во ова село, обстанувале и то мене многу ме влечи во душа старото огниште на дедо, предедо, на татко, мајка, овде живееле и јас и на тој начин ја сум мотивиран да продолжам да се труда за ова село да придонесува што повеќе и понатака. Додека можам и додека ме служи здравието, ќе од се срце ќе придонесувам за ово село, не само за црквата и општо сите проблеми што се во однос на селото, ние ќе ги решаваме онака како што е достоинствено и честно и поштено. Мојата порака и во мотото на оваа приказ на Светото Иванчиште беше единственото место каде може да се вратиш. Затоа јас, иако сум во години, работам на оваа проблематика, но мојата порака е до сите млади кои можат да дојдат, да се вратат, да изградат свој дом, да поправат својата куќерка, да помогнат на старите кои се изнемогнети, да продолжат животот од селото Иванчиште на оваа надморска височина е воздушна бања. Селото Иванчиште постои многу векови. Селото Иванчиште понатаму ќе живее во душата, во срцето на секој мештанин до ова село, каде и да се наоѓа.